ама работа јас да сум пилот и да кажам нека се страшни. Не, мислам, мене ми се секојдневие турбуленциите и се тотално нормална појава, природна појава која што постои, ќе постои. Можеби малце повеќе зачестено во наредниот период заради случувањето во нашата атмосфера. Меѓутоа, авионите се направени за да издржат многу повеќе од било кој што почувствува од гледачите или од кој да гледа во моментов турбуленции, така да е сигурно во поглед на турбуленција авионот нема да падне. Здраво, ова е подкастот за секого по нешто на Сакам да кажам МК. Јас сум Ана Антевска, а денеска со нас е Ива Матиќ, копилот односно првата жена пилотка во Македонија и копилот во компанијата Визар во Македонија, односно работи во базата во Скопје. Здраво, Ива, како си? Здраво, Ана, одлично. Сега малце распоредов е полабав или не е лабав уште, па Ива конечно најдовме време и да снимиме подкаст. Да, периодов е малку во рета, меѓутоа следи 2 недели пред Нова година, кај што ќе биде малку позафатена, подоцна ќе биде во ред. Како е чувството да се управува со авион? Па фантастично, феноменално. Не знам кој уште збор да го употребам во суперлатив за тоа да ви го доловам. Меѓутоа, мене тоа ми беше работа од сонништата, така да затоа и сум таму каде што сум и уживам во секој ден, поготово во погледите што ги имам од мојата канцеларија. Што ве инспирираше да станете пилотка и како започна вашата кариера во авиацијата? Значи, тоа секогаш го кажувам, мислам и тие што ме познаваат, секогаш сум била темпераментно дете и некоја подинамична работа најверојатно ме привлекла во случајов. Секако завршив на факултетот за електротехника и информациски технологии. Веднаш после тоа излезе конкурс од Министерството за одбрана, каде што аплицирав и после помината селекција бев одбрана заедно со тројца колеги да поминеме обука на хеликоптери и да бидеме вработени во армијата на Република Македонија. Значи прва работеше во армијата како пилот на хеликоптер. Точно, така. Таму бев 6 години, после се отвори приликата за пилот во Визар, нели? Аплицирав, поминавме таму селекции и обуки кои што трајаат 2,5 години и еве сум сега тука. Каде ти беше обуката? Обуката за Визар, да. Почна во Литванија, потоа беше летањето летачке во Шпанија и одредени курсеви на Визар беа во Будимпешта и во Тулуз во Франција. Како реагира твоите дома, семејството, кога им кажа дека сакаш да бидеш пилотка? Дали имаше поддршка, дали имаше зашто баш ова? Да, бидејќи само што заврши факултет, а татко ми беше во армија во тој период, не беше многу расположен дека ќерката сака да оди во армија. Меѓутоа кога видоа дека ме интересира и сум посветена и навистина го сакам тоа, ме поддржа и до ден денеска се горди родители. Така. Како беше чувството на твојот прв лет, кога веќе беше пилот во пилотска кабина, откако заврши со сите тие обуки? Имаше ли трема на првиот лет и каде леташе? Не, мислам, првиот лет ми беше до Лондон, Лутон. Аха, од понајдолгите, од подолгите. Да, меѓутоа не беше во Скопје, беше од Шептемиш-ва Романија. И нема воопшто трема, бидејќи секако тоа не беше мој прв лет во голем, да речам, воздухоплов, бидејќи јас претходно нели летав и на хеликоптер во армијата и веќе 10 години бев пилот и имам големо искуство, така да немаше простор и никогаш не сум имала трема. А што е потешко да се управува, хеликоптер или авион? Често го добивам ова прашање секако, меѓутоа двете си имаат собствена тежина од многу различен аспект. Двете се прилично комплицирани машини за управување, меѓутоа двете се феноменални. Од едната може ниски летови на земја да има, а другиот имаме прекрасни погледи од Flytek. А како е чувството да си одговорна за сите тие патници што се во авионот, за самиот авион? Чувствуваш ли одговорност секој пат кога влегуваш во кабината? Нормално дека постои чувство на одговорност, нели? Меѓутоа ние сме обучени за сите тие секојдневни процедури, тоа е нас нормална работа секојдневно што извршуваме, така да се што правиме во знак за безбедноста на тие патници. Така. Кој е најголемиот предизвик со кој што сте се соочиле за време на лет? Не знам, имало ли некоја ситуација кога сте требале многу брзо да донесете некаква одлука? Се нашли ли во такви некои ситуации? Добро, секојдневно има некои помали или поголеми ситуации каде што треба да донесеме брза одлука, меѓутоа не се тие премногу, да речеме, комплицирани и сериозни. Секако тука можам да ги спомнам временските услови, нели, како некаде ако има бура,
поголема од каде, од која страна, како природот да биде изведен на аеродромот. Значи тоа се воглавном во овие 2 години што летам во Визер, тоа се да речеме најпредизвикувачките ситуации што сум ги имала во моментот. Колку летови имаш до сега? Колку летови? Да, колку можам да се ви кажам дека часови имам околу 1500, да. Часови на овој тип на авион. А сега си копилот, за да станеш пилот, што треба? Значи, да, на македонски е така, на англиски е first officer. За да станам капетан, треба да имаме околу 3000 часа, значи тоа би било за уште година и половина. Година и половина сега. А како реагирате на патниците кога, на пример, стануваат веднаш што слета авионот? Значи, и почнуваат да го вадат рачниот багаж, авионот се уште не е до местото на кај што треба да биде паркиран или не е завршено слетувањето. Токму така, значи тоа често се случува, поготово на Балканот. Морам да кажам, ние не реагираме, меѓутоа кабинскиот персонал секако реагира со тоа што им дава, ги опоменува да седнат, бидејќи нели за нивна безбедност не е во ред. Некогаш имаме нагли кочења заради инструкции на контролата на летање, така да може да се повредат. Значи сето тоа што го збориме е само за нивна безбедност. Повторно, имало случаеви кога повеќе луѓе станале и покрај интервенции на кабинскиот персонал не седнале, па капетанот се обраќа за да седнат. Се нашла во таква ситуација? Јас не, меѓутоа капетанот во кој што сум летала, да, имало ситуации каде што се обраќа. Капетан или пилот да бидеш, да речеме сега, претежно машка професија, нели имаме многу малку жени во оваа професија. Дали си се чувствувала предрасуди во однос на тоа дека си нели прва жена капетан или односно first officer? Да. Како реагираш на такви ситуации? Можам да кажам дека во Европа генерално не е веќе толку да кажеме невообичаено, така да се тотално е нормално, што се надевам дека полека доаѓа кај нас. Тој тренд, меѓутоа се уште има нели секако некои размислувања што се малце поограничени, можам да кажам, и што сметаат дека ние се уште не сме погодни за таа професија, што секој си има свое мислење, не можам јас да го сменам. Јас сум тука за да си работам работата што сакам, зашто зrakoplovот не знае дали сум јас маж или жена, само знае за команди. А приватно кога запознаеш, не знам, во дисково, кафуле, некој дечко, момче или не знам, нови пријатели, како реагираат кога им кажеш дека си? Воглавно можам да кажам дека реагираат сите со воодушевување. Да, секогаш било со воодушевување. А кога ќе се обратиш од кабината за пилотите на патниците, нели, дека како копилот се обрекаш, како реагираат патниците? Па мислам дека секогаш бидејќи не ги гледам во тој момент, меѓутоа што сум слушнала од кабинскиот персонал, дека повторно со воодушевување и со позитивни реакции, така да немало до сега нешто, бар од патниците невообичаено. Напротив, многу посреќни се и повоодушевени кога ќе не видат жени во пилотската кабина. Дали го слушате аплаузот од патниците кога ќе слета авионот? Нова знаеме дека е карактеристично кога ќе слета авионот дека патниците даваат аплауз за пилотот или копилотот. Дали го слушате аплаузот и дали тоа ви значи? Да, значи не секогаш го слушаме, кога е посилен го слушаме, да, бидејќи вратата е прилично, изолацијата е прилично добра, меѓутоа да, ни значи секако. Од друг аспект го доживуваме тоа како олеснување на патниците, бидејќи често имаат нели трема и страф од летање, така да дека се олеснети и среќни што еве конечно се на земја. Така. Дали се страшни турбуленциите? Пошто ние како патници, еве на пример јас како патник, пошто не сакам многу да патувам со авион, не ми е баш најпријатно, предизвикуваат одреден страв кај мене. Дали се толку страшни турбуленциите? Не, воопшто, мислам не можам тама работа јас да сум пилот и да кажам дека се страшни. Не, мислам мене ми се секојдневие турбуленциите и се тотално нормална појава, природна појава која што постои ќе постои, можеби малце повеќе зачестено во наредниот период заради случувањата во нашата атмосфера. Меѓутоа авионите се направени за да издржат многу повеќе од било кој што почувствувал од гледачите или од кој да гледа во моментов турбуленции, така да е сигурно во поглед на турбуленција авионот нема да падне небо. Значи тоа да ги доживуваме како кога возиш по пат, по нашиве патишта што се со дупки и кога колата или автобусот нели се затресува ради дупките. Точно така, точно. Знам дека што и јас да кажам сега тоа нема да го олесни можеби чувството, меѓутоа да, тотално сигурно, мислам турбуленциите нема смеат ништо. Кој е најнезаборавниот лет што сте го имале досега? Веднаш знам, значи тоа е летот од Рим до Скопје, минатата година каде што патници беа моите родители за прв пат.
И многу беше убав и баш ми беше драго што ете конечно имав прилика да бидат со мене. Имаше турбуленции? Немаше. Мајка ми исто за во тој момент беше супер, нема турбуленции. Така. Да. Што сакаш повеќе, полетување или слетување? Секој дел од летањето јас го сакам, да, секој дел од летањето го сакам. Така да не можам да издвојам што повеќе сакам. Како оваа професија влие на вашиот приватен живот? Сепак бара доста отсуство од дома, летате на вечер, да речеме по 12 часа. Како тоа влие на приватниот живот? Па да, мислам многу одрекувања, значи големи жртви бара и поготово нели кога бев и на обука, каде што бев одсутна од држава 2-3 години, не живеев тука, значи во поглед на фамилија и пријатели, не сум секогаш таму каде што ќе ме поканат и каде што ќе треба да бидам. Меѓутоа тоа си го сватив нели уште во почетокот кога решив дека ќе бидам пилот и дека ќе има такви моменти и да, некојаш бара жртви, меѓутоа сепак е професија која дава многу награди од аспект кога нели си ја вршиме работата. Така. Јас имам братучетка која е кебин кру во Визер и буквално ние сите планови на нашето друштво ги правиме според нејзе. Кога излезе распоредот на 15 во месецот, ни го праќа распоредот, па го гледаме распоредот и се комбинираме кога може да излеземе, кога може да пиеме кафе, кога можеме да се видиме, така да кога може да одиме негде на патување, све ни се прави околу незиниот распоред, ние сите други сме полабави. Да, точно. Повеќе или помалку така и со мене, бидејќи тие одредени денови што ги имаме како слободни, тоа се деновите во кои што можам јас да излезам кога одам да летам, сум ограничена. Како ви одат летовите? Колку дена летате во месецот? Имате ли некој распоред во однос на колку смеете да летате? Да, секако, мислам, имаме ограничување на месечно ниво и на годишно ниво. Значи имаме различни распореди. Моментално мојот се вика наизменичен, значи во текот на еден лет, секако морам да имам минимум на денови кои ми се слободни и другите денови како што ќе ми распредела, дали тоа ќе бидат летови, дали некогаш ќе бидам на повик, значи тој ден ако има потреба пилот за на некој лет, така да се зависи од месецот каков е и во тие што не се нели што ги викаме high season, како лето и декември, сме повеќе ангажирани, да речеме, тогаш моцен сме повезафати. Дали ти се случило со куферчето и спремна за лет да излезеш, пошто си на стендбај, нели, кога може да те повикаат на повик, да излезеш на кафе, например, или на прошетка, а во кола да ги имаш куферот спремна да те викнат за лет? Не. Сепак седам дома, да, така да секогаш кога сум на стендбај, нели, сум дома. Како се одмараш, не знам, после толку напорни летови или колку дена поред можеш да леташ и како се рефрешираш сама себе си после тие напорни летови? Да, значи сум имала 6 дена поред летање, што знае да биде напорно, нели, да. Меѓутоа, приватниот живот ми е подреден на тоа, нели, сакам да имам добар сон пред секој лет, пред секој работен ден, секако физички, значи се одржувам, одам да вежбам, точак, водно имаме прекрасна планина, мотор возам, друштво со пријатели, филмови, книги, така да од секој аспект гледам да се релаксирам кога имам слободно време. Така. Што најмногу сакате во вашава работа? Што најмногу? Да. Погледите, изгре сонцата, изади сонцата, небото, кога сме во крстарење горе високо. Така да мислам дека тоа највеќе ме воодушевува и ја прави професијата различна од другите. Секако и самата машина е голем предизвик и е многу интересна за управување. Сигурно имаш многу фотографии во твојот мобилен телефон од изгре сонца и погледи од горе. Да, имам секако во безбедниот дел од летањето каде што сме во крстарење горе високо, да, секако дека имам некои слики. Сега со кој авион летате? Моментално? Да. Airbus A320 и A321. Кога би имала можност, со кој би сакала да леташ? И зошто? Па, за сега сум прилично задоволна и многу го сакам авионот, така да моментално не размислувам за нешто. Но сум пробала хеликоптери секако и тоа е многу различно. И немам некоја конкретен тип на авион што би сакала да го правам. Може би Airbus A350 е како поголем и да речеме поголем предизвик. Некогаш, меѓутоа сега за сега многу сум задоволна. Како е процесот на кога почнуваш да работиш на кога пред лет? Кога леташ ти, кога го правуваш авионот, кога го правува пилотот, дали се делите, имате како ги секторите, местата? Да, баш така. Имаме, значи, ние ги викаме сектори. Сектори од една до друга дестинација, тоа е еден сектор, например од Скопје да речеме до Хамбург и Хамбург Скопје. На почетокот имаме брифинг пред секој лет и тогаш дискутираме за сите детали за летот, каде што и се договараме кој сектор
значи кој правец, кој од нас ќе го лета. Во главном, непишано правило е капетанот да даде на копилотот, односно на first officer, да избере кој сектор го сака. Значи секогаш имаш предност без Да. разлика што си Во главном, да. девојка. Бидејќи да, точно. Во главном така. Така. Дали има кај нас во Македонија, со оглед дека ти си првата жена македонка пилотка, интерес кај други девојки за оваа професија? Дали, не знам, тебе те пишуваат или те прашуваат што треба да се направи за да се стане жена пилот? Да, јас морам да кажам тука дека прва жена пилот во Македонија е Екатерина Кајсторовска и да ја поздравам многу. Јас сум втора во комерцијалниот свет, а прва бев воен пилот, значи во армијата на Република Македонија, да. Секако дека има интерес, има и повеќе девојки кои веќе имаат и лиценци земено и бараат работа. И имав и исто колешка на хеликоптери која што беше во полицијата на Република Македонија. Меѓутоа, повеќе морам да кажам дека се уште мажи бараат информации за кај мене за оваа професија. Секако секогаш има и по некоја девојка што се интересира. Што би им препорачале на девојките? Да кои што можеби се мислат. Да бидат похрабри, зашто може да го направат тоа, зашто не? Само треба да се осмелат. Дали секогаш да можеш да бираш пак дали повторно би станала, да можеш да избереш дали повторно би станала пилотка? Секако да, секој истиот чекор повторно се би одела, би го исходила истиот пат повторно. Значи ова ти го живееш својот сон. Точно, Ја работиш работата што точно. Што си ја сакаш и што ја посакувала. Јас можам да кажам дека сакам да станам астронавт, меѓутоа мислам дека за овој живот е доволно, така дека тотално сум задоволна со ова. Добро, во наредниот. Да, можеби наредниот. Па добро, има тука некои допирни точки. Да, секако. Па добро, и не е касно. Доволно, сосем доволно. Сосем професионално сум комплетно исполнена. Така. Не знам некоја интересна случка од некој лет, дали можеш да споделиш со нас, дали би сакала да споделиш? Па, не знам, стварно не може да ми текне моментално, бидејќи имаме секојдневно различни ситуации. Да, најубава ми беше таква, моите родители беа патници, интересна случка. Можеби, можам да спомнам, за 8 март годинава бевме јас и капетанка од Србија на две жени, значи. Две жени возевте. Да, управувавте. Да, во пилотската кабина. И на крај кога слетавме, односно бевме Скопје Хамбург, кога слетавме во Хамбург, еден човек дојде, многу не пофали за летот и му било драго што две жени го летале и ни остави бакшиш. Значи тоа може да го спомнам. Првиот бакшиш претпоставувам ти е тоа. Да, точно. Први и последен. Стварно нема потреба, али фала многу за почита, ето да кажам, бидејќи убави зборови кажам. Добро, не ви досад подароци, на пример некој, не знам, благо нешто да ви дадат да ве по Има, меѓутоа тоа во главном е што сите што се вработени во Визер, па кога ќе одиме како патници на тој. Да, знам. Така се почитуваме, да. Да, се почитувате, носите на екипата што лета подароци, пошто нели сепак се цело време во воздух и тоа е доста напорна работа. Точно, по цело време. Колку време ти траеше самиот процес на обука? На обука во Визер, да. Значи прво бевме година и пол, теоретски 8-9 месеци имавме испити што ги полагавме, 14 испити, и подоцна остатокот беше во Шпанија, летање на помали типови на авиони за стекнување на таа дозвола што имаме. Подоцна дојдов, значи во Визер веќе почнав, бев вработена во Визер. 6 месеци траеше обуката кај нив, која што вклучуваше значи обука на самиот тип на авион, која се вика Type Rating на А320, тоа беше во Тулуз. И сите тие процедури и правила што ги има во Визер, курсеви кои ги поминавме во Будимпешта, дојка престојувавме во Будимпешта неколку месеци. Како се гледаш себе си за 10 години од сега? За 10 години како капетан, најверојатно во истиот тип на авион, со многу повеќе искуство. Така, тука во Македонија? Ќе видиме. Оставам тоа иднината да ми покаже каде. Можеби тука, можеби некаде на друго место. Така. Добро, Ива. Фала ти многу што беше денеска наша гостинка и се надевам ќе се видиме на некој лет како што ти ќе бидеш копилот или пилот, а јас патник. Секако благодарам многу вас на поканата и секогаш кога ќе бидете, слободно побарете ме дали сум. Да, може да се сликаме во кабина. Секако дека може, додека авионот не лета. Додека е на земја, секако дека може ќе ми биде драго. Така бараат патници да се сликаат? Да, често и тоа дали се дозволува тоа? Да, додека сме на земја, кога не сме многу зафатени, секако дека напротив честни за да нели имаат пристап и видат како тоа изгледа. Добро, супер. Фала ти уште еднаш. Благодарам и на вас.